Имав две средби досега од мојата прва посета на Република Грција. Остави средба со председателката на Грција и со премиерот Мицотакис. Најважно од двете средби, ако барате да издвојам главна поента, е тоа што и на двете највисоки политички инстанции во Република Грција ми беше потврдено дека Преспанскиот договор, независно од ставовите кои некои од тие актери ги имале порано низ годините, дека ќе го почитуваат, дека важи и дека сакаат целосна негова имплементација. Во делот на имплементацијата на Преспанскиот договор, јас реков дека тоа е наша врата во евроатлантските интеграции, поради која влеговме пред се во НАТО и чекаме да почнеме преговори сега со Европската унија. И независно од тоа имаме намера да го имплементираме до последната точка и запирка. Во таа смисла очекуваме, бидејќи таму постојат обврски на двете страни и двете страни да се придружуваат до тоа што е напишано. И на грчката председателка ќе реков, таа е познат правник, познат судија, пред да стане председател, реков, јас сум правник и можеме да согласиме околу еден од правните принципи кој е позади имплементацијата на Преспанскиот договор, тоа е договорите мора да се чуваат, да се заштитуваат и да се имплементираат. Од римското право науму тоа е еден од главните принципи, ако ќе потпишеш една работа, еден договор, треба да го почитуваш. Тоа е знак дека државата е сериозна или лицето, ако станува збор за индивидуални договори, дека лицето, личноста е сериозна кога го потпишувала тој документ. Ние сме апсолутно сериозни во тој дел, ние имаме јасна политичка намера да го имплементираме сето она што е внатре напишано. И во таа смисла замолив и од грчка страна поголема ажурност во однос на неколку елементи, компоненти на Преспанскиот договор, кои заради ковидот пред се на еден вид на стендбај. Станува збор за двете комисии кои се направени во меѓувреме и постои еден совет кој треба да прави евалуација на постигнатото. Првиот, тој меѓувладин совет кој правеше таква евалуација, се случи 2019 година. Од тогаш нааму немаме, значи двете влади испраќаат свои највисоки политички представници, така е замислено, и штиклираат што е направено, што не е направено, зошто не е направено. Таа евалуација е битна за да знаеме потврдено од двете страни, од двете влади, докаде сме со врските кои внатре сме ги зацртале, а двете комисии кои исто така поради ковидот мораат да стагнираат, бидејќи имаат специфична задача пред нив. Едната комисија е за брендовите, а другата комисија е за образовни, историски и археолошки прашања. Добро е што чувме и денеска во Атина од двајцата мои соговорници, а знам и пред да тргнам на пат од двете комисии кај нас во Скопје, дека дадени се одредени датуми тие комисии да почнат да се среќаваат повторно, после една пауза од година и пол. Инаку за македонската јавност е добро да кажам дека комисијата за археолошки, историски и образовни прашања има еден значаен напредок, постигнато пред да се случи ковидот, значи имаат одржано 6 средби и она што е позитивно е дека на 4 записници од првите 4 средби се веќе усвоени, усогласени, усвоени, подпишани од двете страни. Другите два записника не се, ќе бидат веројатно подпишани и усогласени до крајот на годината, ако се случи оваа средба која е во најава. При тоа нема да има никаков проблем тоа што ние сме сега во сред избори. Тоа се комисии составени од стручни лица и имаат специфична задача пред нив, не би требало да биде проблем тоа што се одржуваат избори тука или кај нас. И очекувам и во тој дел да има напредок. Она што ми беше посебна тема за разговор со господинот Мицотакис, тој сега после средбата веднаш заминува за Словенија, каде што има средба на Европската народна партија. Има неколку битни задачи на дневен ред, треба да бира нов председател, стариот поднесе оставка и така натаму. Меѓутоа, оди на самитот Европска унија Западен Балкан, го замолив како влијателен член и на Европската народна партија, која е доминантна политичка групација во Европската унија, последниве години и како премиер на земја членка, која би морала да го знае целиот назив на Преспанскиот договор. Тоа не е само за решавање на разликите околу името, туку и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу Северна Македонија и Хеленската република, дека во тој дел очекуваме од него поддршка и помош со оние представници од земјите членки кои се се уште скептични во прв ред со Бугарија, се разбира и со другите кои евентуално би можеле да имаат некакви забелешки за втората држава која досега знаете дека неформално е третирана во пакет со нас, тоа е Република Албанија. Се разбира, на почетокот изразив голема благодарност за тоа што ни помогнаа со 20.000 донација AstraZeneca вакцини во период кога ги немавме премногу, а ни беа потребни. И цела една екипа се придружи во гасење на почетокот на август, во гасење на пожарите на подрачјето на општина Гевгелија.
практично на показ имавме како функционира европската солидарност и како треба да функционира и понатаму, независно каде има проблеми од таков тип. Председателе, дали разговаравте за трите меморандуми кои што чекаат на ратификација во грчкиот парламент? Ги разговарав и на двете средби. Образложението е дека внатрешната политичка динамика на Грција е специфична, независно од ковидот, некои нивни внатрешни состојби или констелации, и дека најмногу од тоа ќе зависи ратификацијата на тие договори. Во тој дел тие замолија 20 соговорници пред се премиерот кој треба да ги предложи до парламентот и парламентот да ги ратификува, да ги гласа, замоли за трпение. Вели немаме ниту една политичка причина да го рушиме Преспанскиот договор, независно од мојот став на времето, за тој ист договор. И во првиот погоден политички момент кога тоа ќе се случи, кога ќе биде можно, тоа ќе го поднесеме за ратификација. Значи нема никаква намера да се обструира договорот, ниту да се обструира билатералната соработка со Република Северна Македонија. Значи зависи најмногу од, ја цитирам неговата фраза која употреби, од внатрешната политичка динамика во Хеленската република. Во однос на имплементација на Преспанскиот договор од грчка страна со промената на старото име, тргнување на старото име од таблите, се чини некако дека топката се предава од локална кон централна власт веќе 2,5 години. Дали разговаравте на оваа тема и како подготовите? Разговаравме, инаку на таа тема разговараме и со грчкиот амбасадор во Скопје и образложението е идентично. Вела дека се сменети таблите кои се на самиот граничен премин, не се сменети оние кои се во внатрешност, затоа што тоа наводно според нивните закони било надлежност на општините. А во овој дел од Грција, во тој дел од Грција, се извинувам, северниот дел на Хеленската република, веројатно постои една специфична политичка констелација во однос на Преспанскиот договор. Председателе, вие рековте дека сте покарале потрчка од Мицотакис за самитот во Словенија. Добивте ли никакво ветување од него или не знам никаква заложба дека нешто може да се направи во однос на Бугарија? Во однос на Бугарија, знаете, не затоа што нашите пријатели од Софија се нервираат кога им кажеме дека преку некоја трета држава се обидуваме да седеме заеднички на маса, туку затоа што навистина спорот меѓу Скопје и Софија може да се реши само билатерално или пред се билатерално, а сите други треба да направат амбиент или да креираат атмосфера во која ќе стане јасно на целата Европска унија, на сите земји членки дека прашањето на интеграција не само на Северна Македонија во ЕУ, туку на целиот Западен Балкан во последниве години стана и геостратешко прашање. И затоа има дополнителна тежина и во внатрешните политички консидерации во Брисел, дека не треба да се чека, има екстра регионални играчи, како што ги нарекуваме, има ентитети кои се залагат за поинакви политички модели на управување, не би смеле да дозволиме алтернатива на европскиот и евроатлантскиот сет на вредности. Значи не побарав од него гаранција или не знам какво ветување, бидејќи тоа не зависи од него, меѓутоа добив јасна заложба, јасна изјава од негова страна дека тоа до сега го правил, а ќе го прави и понатаму. И при тоа, тој спомна неколку имиња на влијателни политичари од земји членки, влијателни големи земји членки на Европската унија, кои не се директно инволвирани во спорот, се разбира, тој е спор да повторам меѓу нас и Бугарија, но можат да влијаат во позадина и да се обидат на тој сеевропски собир, да објаснат кој е резонот, кој е каузата, зашто Западниот Балкан генерално треба да се придвижува кон Брисел, а сега не се придвижува. Јавен факт е, сите го знаеме тоа, дека од 6 држави на Западниот Балкан, 2 држави преговараат, скоро деценија, не се ни на половина од тој пат. И по нова и по стара методологија ни на половина од тој просек не се. 2 држави се комплетно заборавени. Косово не може да добие визна либерализација, а Босна и Херцеговина е нефункционална подолго време и никој ништо не презема на тоа. Одвај инсталира нов меѓународен представник во Сараево, што таму ентитетите има различни ставови за неговото доаѓање. А нас и Албанија не третираат праведно, неправедно сеедно во исти пакет и практично заради ова блокада од Бугарија кон нас и Албанија е во истиот статус. Така што, а знаете дека има 3-4 држави во Европа кои имаат некакви забелешки од време на време, не толку за нашето конкретно досие, бидејќи ние со Преспанскиот договор практично најголемата пречка е отстранивме на тој пат, меѓутоа можат во позадина да креираат атмосфера во која ќе биде полесно да се разговара за проширување на унијата. Кои се вашите очекувања тогаш од самитот во Словенија во однос на проширувањето, бидејќи може би да има? Постојат, да споменам нешто што мислам дека премиерот Заев го рече завчера, постојат контакти на работно ниво меѓу двете министерства за надворешни работи, иако е таму техничка влада, иако се тие во сред некоја нова, трета, четврта, која е поред изборна кампања.
Можно е, меѓутоа тоа се само вака назнаки за кои немаме потврда, можно е на лице место таму во Словенија да има средба меѓу нашиот представник и бугарскиот представник. Може би да има и неформални лобирања во позадина и од некои други влијателни земји членки. Меѓутоа, бидејќи немам потврд за тоа, не би можел да ви кажам дали тоа навистина ќе се случи, но оно што е значено е дека Европската унија и словенечкото председателство не губат надеж и не мируваат, иако е изборен период во Бугарија, туку се обидуваат на секаков можен начин да главните актери и тие од позадина што им помагаат, што им олеснуваат, да ги наречам, да ги седнат на маса и да ја завршат целата работа до крајот на годината. Најверојатно, ако воопшто се договориме со нашите пријатели од Софија, тоа би било во периодот од 21 ноември, кога завршува вториот круг на председателските избори во Република Бугарија, и се до првите 10-15 дена на декември, кога е Европскиот совет, последниот за оваа година.